Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Овој пат акцентот ќе го ставиме на респираторната физиотерапија, кому се препорачува и кои се бенефитите од неа. На оваа тема разговараме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а како и досега, во емисијата ќе можете да се вклучите со ваши прашања. Останете на Телма. За респираторната физиотерапија во денешната Телма амбуланта разговараме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во приватната болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро е, најдов и благодарам на поканата. Знаеме дека физиотерапијата дава ефекти кога има некакви промени и проблеми со рбетот, зглобовите, мускулите, после повреди, но очигледно дека може да се применува и кај пациентите кои што имаат белодробни проблеми. Па која е целта на респираторната физиотерапија? Да, до сега повеќе пати сме зборувале за примена на физиотерапија кај повеќе скелетни, мускулно-скелетни заболувања, но мора да се напомене дека физиотерапијата всушност ги следи сите други медицински науки, ако може така да се каже. Многу пати сме го коментирале тоа од гинекологија до гериатрија. Всушност нашата наука, физиотерапијата им помага на луѓето во различните фази, доколку имаат различен тип на заболување. Респираторната физиотерапија не е нешто ново, таа е терапија која што можеби и најчесто можеби се применува, но можеби не е посветено доволно внимание да се објасни на граѓаните. Таа има неколку сегменти и се применува во различни при различни состојби. Да, точно е дека станува збор за третман на белодробието и најчесто тоа може да биде во различни клинички услови, да кажем. Но понекогаш и во домашни услови. Пациентите би можели и сами да си помогнат и всушност денеска тоа ми е намерата да им дадеме неколку совети на луѓето, на пациентите кои се справуваат со определени респираторни состојби, имајќи предвид дека живееме во еден меѓу најзагадените градови, владее во моментов грип, така да можеме да им помогнеме со неколку предлози како да си го подобрат белодробниот капацитет. За кои респираторни болести всушност физиотерапијата, респираторната физиотерапија дава најдобри резултати? Вака, во повеќето, значи можам да кажам, значи од белодробен емфизем, хроничен бронхит, цистична фиброза, ателектази и ред други заболувања кои што всушност имаат ограниченост при спроведување на инспириум или на земање на воздух. Така да и целта на респираторната физиотерапија да се справи со овие, да кажеме, симптоми, да им помогне на пациентите да си го леснат дишењето. Ке им помогне да се ослободат од заостанатиот секрет во обидите тлови? Апсолутно е една од целите всушност и на респираторната физиотерапија, за да го постигне максимумот, всушност треба да го исчисти белодробието, така да кажеме, од заостанат белодробен секрет или всушност да се направи една евакуација на белодробниот секрет за да се ослободи делот белите дроби каде што е засегнат, за да не се развиваат дополнителни респираторни инфекции. Така да има неколку сегменти од респираторната физиотерапија кои што може да биде, бидејќи таа е составена од повеќе техники. Ова е како назив, да кажеме, респираторна физиотерапија или во англиска транскрипција chest физиотерапија и таа се применува во различни, како што кажав, најчесто можеби се сретна во клинички услови каде што пациентот, да кажеме, или е постоперативна терапија, заедно вклучително со кислородната терапија, постурална дренажа, перкусионна терапија, раната мобилизација, но исто така и кај пациенти кои што се во домашни услови, кои што не се, да речеме, во таква клиничка состојба, може да се применат респираторни вежби. Понекогаш е добро тоа да го прават самостојно и би било корисно за нив тоа да го прават, за да не си ја влошат состојбата. Дали може да помогне респираторната физиотерапија кај пациентите кои што има некаква повреда на белодробието, да речеме после сообраќајна несреќа, падови или пак сериозни изгореници? Таму би било малку ограничено, да кажеме, во делот на спроведувањето на оние мануелни техники како што се перкусијата или вибротерапијата за да се направи некакво раздвижување на белодробниот секрет, да кажеме доколку има повреда на градниот кој што има скршеници на ребра, нема да може да се направи дел од
од третманите, секако тоа ќе оди многу побавно и малку потешко ќе се рехабилитира, но во секој случај може да се примени. Со порелаксирачки вежби за вдишување и издишување, со нормално нема да се надразнува премногу за да се предизвикува движење на градниот кошт или да кажеме на ребрата кои што се веќе повредени. Така да тоа во зависност од состојбата на пациентот, доколку е во болничка установа, да речеме хоспитализиран, тогаш е многу полесно бидејќи ќе се направи директна консултација со самиот лекар кој што се грижи за пациентот, па може да се направи соодветен план за рехабилитација колку може да се оптоварува. Понекогаш и се мерат, да кажеме, двете состојби која е по животозагрозувачка за да може да се спаси, да кажеме, во моментов состојбата. Споменавте дека дел од респираторната физиотерапија може да се применува во домашни услови. Па што таа вклучува? Што може да се прави дома? Респираторни вежби. Најчесто вдишување, издишување, некои такви, длабоко, плитко може да го направат во домашни услови респираторни вежби и најчесто станува збор. Јас би сакал првим да кажам дека респираторната физиотерапија таа мора да оди во комбинација со фармаколошката терапија, доколку таквата е предвидена од страна на лекарот. Значи сите оние средства кои што се дали тоа ќе бидат медикаментозни средства кои што ќе се пијат, да речеме во облик на таблети или не знам капсули или нешто слично, се што е предвидено од страна на лекувачкиот доктор, треба да се прима. Но исто така може да се примат и инхалаторно, дел од лековите може да се внесат инхалаторно. Многу е добро пациентите да знаат всушност како треба да инхалираат правилно, бидејќи дел од оние спреови кои што ги добиваат како терапија од самите доктори, како препорака за да ги примат, за да се лекуваат, треба да знаат и како да ги вземат, да тие да делуваат правилно. Точно е дека тие се, да пречеме спреот, бикотиде, вентолил или нешто слично кое што применуваат, доколку се стави само во устата и неправилно само се стисне, тој нема да влезе во белите дробови, всушност ќе остане само во устната шуплина, каде што и нема никаков ефект. Така значи треба сите да се овие вдиша. совети, да кажам, во таа респираторна физиотерапија, луѓето би требало да сватат дека нашата работа не е само во контекстот сега ајде направете вежби од 5 пати или од 10 пати, земете длабоко или издишете, туку всушност е комбинација на сето ова кој што ја зборувам од аспект. Комбинација на респираторните вежби со инхалаторна терапија. Соодветни позиционирање на пациентот, дали тоа ќе биде во столица, дали во кревет, во кој што ќе може полесно да направи под инспириум или експириум, или евентуално квалитетна експекторација или искашлување. Така да, многу сегменти кои што треба самиот физиотерапевт врз основа на состојбата кој што има кај пациентот може да му помогне да ги примени различните, да кажем. Дали провоцираната кашлица се смета за вежба? За респираторна вежба? Ако пациентот прима инхалаторна терапија, со која што очекуваме дека ќе направиме деконгестија на белодробниот слуз, нели, на секретот кој што е во градите, да очекуваме дека после неколку минути од инхалацијата форсираме, буквално бараме пациентот да направи искашлување со кое што ќе предизвика движење нели на секретот од од базалните дишни патишта кон горните дишни патишта, за да може тој да се отстрани. Така да, тоа е вежба, ако може така да дефинираме, бидејќи всушност тоа е идејата на респираторната физиотерапија. Во оние состојби каде што имаме заостанат белодробен секрет и каде што се продуцира белодробен секрет во зависност од состојбите, да речеме хроничен бронхит, едно воспаление на алвеолите, каде што всушност се продуцира повеќе белодробен слуз, тој белодробен слуз треба да излезе, буквално да биде изфрлен, треба да му се помогне на пациентот. И сега има постурална дренажа, нештото се нарекува стручно на ваков начин, а тоа всушност е различна положба на соодветно позиционирање на пациентот врз основа на добиени информации од рентгенграфија или компјутерско или не знам било кое друго следење или аускултација, каде точно се наоѓа белодробниот секрет во градите. Значи, во зависност од тоа каде се наоѓа белодробниот секрет, пациентот треба да заземе различна положба. Се заземе и соодветна позиција. Можеме да ги погледнеме тие фотографии, какви се позиции може да заземе пациентот. Се даваат инструкции на пациентот, како во која позиција би требало да седне, или да биде
во лежачка позиција, нормално може биде и во седечка позиција со соодветна елевација на така, пациентот. еве може да ги искоментираме оваа фотографија. Да, еве да речеме, станува збор за добро, ова е моментот кога се прави всушност перкусионата терапија или она народски позната тапкање под зидот на градниот кош. Пациентот треба да биде соодветно позициониран и да се примени перкусионата терапија. Ајде да се задржиме на оваа слика, ќе замолам од режија да станеме тука. Има, значи во горните делови од белите дробови, средните делови, ака да ги кажеме за да може полесно да ги разберат нели луѓето, и најдолните кои што всушност и најчесто има повеќе, да кажеме, секрет заостанати, кај што најмногу заостанува белодробниот секрет и кој што можеби да кажеме малку потешко да се излече, и затоа е потребно тоа да се комбинира. Доколку пациентот во оваа позиција, да кажеме, во апикалните делови, горните делови на белите на дробови, имаме секрет кој што треба да го изфрли, тогаш го позиционираме во таква позиција, значи нанапред, седната, како што беше прикажано и на фотографијата. Јас ќе замолам да пуштите фотографијата на која што може да се забележи постуралната дренажа. Значи таа првата фотографија што ја имате, за да овде. Добро. Пациентите во оваа фотографија ги нема опишаната апикалната, да кажеме, но пациентот може да седне како што седам сега јас во моментот со неколку перници, да кажеме, во себе земени. Во оваа позиција со помош на физиотерапевтот да прави перкусија на горниот дел од белодробието и да бараме од пациентот после неколку минути да направи искашлување, да го форсираме. За да ова да биде многу поедноставно спроведено, е многу важно тоа да има некаков редослед во целата приказна, тоа значи дека првично би требало да спроведеме една инхалаторна терапија. Добра. За да можеме да го навлажниме белодробието и да предизвикаме ослободување на секретот. Во таа позиција, да кажеме, доколку е седечката позиција, доколку рековме дека се апикалните делови, да, тој може да се остане во таа позиција. После некои 10 минути по завршувањето, по спроведувањето на инхалаторната терапија, може да се продолжи кон перкусиона терапија. Дали тоа ќе биде со вибро, дали тоа ќе биде мануелно, значи има и мануелни техники за перкусиона и нели апаратни кои што се употребуваат определени уреди кои што предизвикуваат вибрации преку зидот на градниот кош, продира до белите дробови со цел да го, јас би се изразил, да го растресат белодробието и да предизвика движење на заостанатиот секрет кон горните дишни патишта. Дали е тоа слично што родителите го прават кај бебињето на тапкање? Да, тоа е тапкањето всушност. На грбчето, значи кај возрастните истото може да се примени. Тоа е мануелната техника, едноритмично, да кажам, тапкање под зидот на градниот кош. Потребно е вакуум да се создаде? Би било некоја ваква позиција, да кажеме, имаше и на фотографија која што однесено добро изгледаше, оваква е позицијата, кога се прави, ова всушност гледате движење помеѓу воздухот помеѓу двете раце, да кажем. Во зависност од состојбата на пациентот, нормално треба да се следат и параметрите, зарековме доколку пациентот е во домашни услови, доколку користи кислородна терапија, би требало добро да се направи нели и едно мониторирање на сатурацијата, на периферната сатурација, да се види каква е состојбата и дали пациентот има потреба можеби од зголемување на кислородна терапија или евентуално да се во моментот направи кратка пауза да се стабилизира состојбата. Има ли пациенти кои што ова не смее да се изведе? Како што напоменав претходно, ако има, да кажеме, фрактури на градниот кош, само во некои такви случаи. Доколку има фрактури на ребетот, некои невролошки состојби во кои што не може да се соработува со пациентот, тогаш да, нормално при канцерогена состојба е така да се избегнува, да кажеме, нормално пневмоторакс или нешто слично. Кога зборуваме за постурална дренажа, односно поставување на пациентот во одредена положба, колку време треба така да остане? Тоа се само неколку минути. Особено ако треба со главата да биде надолу. Видете, не зборуваме за третмани кои што траат предолго, значи тоа се третмани кои што траат можеби од 7 до 10 минути. И заради тоа реков би требало да се мониторира пациентот, да се види каква е неговата состојба, сепак има различни респираторни состојби или различни белодробни заболувања кои што кај што пациентите се цијанотични, да кажеме. Во таа положба што видовме најмногу 7 до 10
7 до 10 минути во кои што сега збориме за пациенти кои што нели да речеме има ХОП, има хроничен бронхит, има емфизем, имаме пациент кој што е на кислородна поддршка и доколку него го завртиме во позиција, еве да кажеме, во пронација или еве некоја од овие позиции за дренажа, за пострелна дренажа, нормално дека може да предизвикаме и промени, да кажеме, во периферната сатурација, да имаме или пат на периферната сатурација или зголема срцева фреквенција, така да физиотерапевтот би требало тоа да знае да го изманипулира, да направи, да одлучи кога е моментот за пауза, да го одмори пациентот, па да го повтори евентуално третманот. Се воздржувам да кажам точни параметри, зашто нели сепак тоа се работи кои што би требало здравствен работник да ги прави. Точно е дека може да му помогне и некој близок на некој од пациентите, нели, во домашни услови, да, точно е, но тоа само доколку претходно работел физиотерапевт и увидел дека ова состојба кај тој пациент може да биде третиран и од некој од блиските, тогаш да, со соодветна кратка едукација што треба да направи, може да го спроведе. Ке ги поканеме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната тема амбуланта. Сигурна сум дека ќе имаат прашања поврзани со темата на која што одговориме со Блажа Арсов, дипломиран физиотерапевт во приватната болница Жан Митрев. Ни донесовте тука е еден потикнувачки спирометар. Да. Исто и тој е дел од респираторната физиотерапија. Во кој случај се пременува, кај кои болести, кај кои пациенти? Овој потикнувачки спирометар кај пациент може да се употребува кај пациенти кои што имаат и бронхопневмонија, хроничен бронхит, емфизем, ателектази кои што ги имаат претходно развиено, да кажеме, од некои си оперативни состојби, така да тоа е едно помагало кое што е, да кажем, вака навидум доста едноставно за спроведување на респираторните вежби, но кај пациентите кои што ја имаат состојбата и не е баш така лесно. Идејата на начинот на спроведување на вежбите со потекнувачкиот спирометар, со помагало, буквално, ова е помагало за вежби, се прави длабок инспириум преку цревото, со цел да се подигнат трите топчиња горе од помагалото и да се задржат од прилика 2 до 3 секунди. Се очекува во тој период да се направи едно раздвижување на белиот секрет, на белодробниот секрет, со што би испровоцирале искашлување. Може да покажете? Секако го очекуваме тоа. Да. И ова само да прашам, дали ова може во домашни услови се прави? Да. Добро. Значи како се изведува? Повеќето пациенти кои што, да кажеме, не повеќето, скоро сите пациенти во нашата болница кои што имале кардиохируршка интервенција, значи операција на срцето, предоперативно добиваат вакво помагало и соодветна едукација за спроведување на респираторни вежби, па така да кога се движи, кога го испраќаме пациентот во домашни услови, секој пат им даваме совет во наредните неколку месеци да се ги спроведуваат респираторните вежби со повторување некаде околу од 400 до 600 пати во текот на денот. Тоа не е нешто што ќе се брои, да бидам искрен, вака, но сепак оние што правилно вежбаат или кои што се дисциплинирани во третманот и ги избегнуваат и респираторните компликации, така да многу е лесно да препознаеме кога некој пациент вежбал или не вежбал, да бидам искрен. Јасно се гледа. Наставно е. Така. Значи, како што спомнавме, состава на устникот во уста, идејата да се повлечат трите топчиња горе. И се вовлековте? Да. Се повлекува, се вовлекува. Идејата е да се задржат трите топчиња горе. Колку време? Од прилика 2 до 3 секунди. Добре. Се трга цревото од устата и се издишува. Треба да се направи тоа е надворот од цревото. Надвор од цревото. Се прави кратка пауза, од прилика 10 до 15 секунди и се повторува истото. Ова е терапија и како секоја друга терапија треба да биде соодветно дозирана и администрирана. Така да пациентите морам да предупредам дека не е нешто што се очекува од нив да направат 100 повторувања во 10 минути. Ова е терапија за цел ден. Се вежба во наредниот период, да речеме пациенти кои што имаат ваков, да речеме имаат бронхопневмонија, треба да вежбаат. Вие видовте сега како изгледа, да речеме, човек кој што нема проблем со белодробието и може да ги подигне трите топчиња, но пациентите кои што имаат секрет во градите за останат или имаат ателектаза во градите,
тогаш не се во можност да ги подигнат трите топчиња и подигнуваат само едно, делумно, можеби две и така натаму. Така да тоа е една терапија која што треба да биде спроведена соодветно и да биде малку посериозно сватена. Може би вака изгледа на видом не, како несериозна, да кажам. Но всушност е сериозна терапија која што може всушност на луѓето да им помогне толку многу од аспект на подобрување на белодробниот капацитет, со тоа што ќе немат потреба да примат и можеби некои други фармаколошки терапии, да кажам, непотребно примање на определени лекови. Само доколку се дисциплинирани и се упорни во вежбањето. И упорни во спроведувањето на респираторна терапија. Треба да бидат мотивирани, да, не значи дека доколку не успеат од прв пат да ги подигнат трите топчиња, всушност и заради тоа им е предложена терапијата, нели? Но треба да се продолжи со третман, да се вежба со помош на физиотерапевт, да се направи соодветна проценка, план за физиотерапија, за респираторна физиотерапија, што се му е потребно на пациентот, доколку е во можност да се лекува во домашни услови, тој ќе се лекува во домашни услови, доколку тоа го одлучи нели пациент, самиот доктор. И со сите овие совети може да доаѓа евентуално во амбуланта, да се спроведе респираторна физиотерапија и да се врати во домашни услови да се продолжи со респираторните вежби. Постојат ли некакви ризици од применувањето од ова не може да нема што да му се наштети на пациент да биде. Значи не сме имале досега. Јас 16 години се бавам со ова, така да не сум имал пациент кој што имал некаков може да хипервентилира? Може да хипервентилира, но не од ова. Не од ова. Да. Досега може би евентуално ако направи, како што реков, 100 во 10 минути, не видете, работата на белите дробови е како што кажав, дозата која што е дадена, да кажеме, со спроведувањето со 2 секунди задржување и со 10 до 15 секунди пауза, значи на релаксирано темпо. Доколку ние го забрзаме темпото со респираторните вежби, ние ќе влијаеме и на работата на срцето, така да од тахипноичност, нели, забрзано вдишување и издишување, може да предеме и кон тахикардија, да влијаеме на ритмот на срцето, така да ако го поврзаме тој, еве да кажеме, со вежбите кои што се спроведува за дишење и во јога третманите, ќе видите дека сите респираторни вежби се спроведуваат во едно умерено темпо. Идејата да се нормализира ритмот на дишење, тоа е некаде помеѓу 14 респирации во минута, значи 14 инспириум и експириум во една минута. Тоа е едно мирно дишење и всушност кон тоа се цели. Пациентите кои што имаат респираторни заболувања имаат проблем да го нормализираат својот респираторен ритм, имаат многу често забрзано дишење или дишење кое што е диспноично, дишење во кое што се употребува комплетно поголемиот дел од респираторната мускулатура. Во моментов ние двајца дишеме така, нели, но не се забележува посебно движење на градниот кош. Пациенти со хронична обструктивна белодробна болест сосема тешко дишат, има доста проблеми и промени во својот начин на функционирање, се гледаат можеби движење на горните делови од градниот кош, бидејќи се вклучуваат и дополнителни странични мускули за да се зграби колку што може повеќе кислород. Така да, овие пациенти, јас ги советувам дека освен фармаколошката терапија која што им е дадена како препорака од лекарите, да се консултираат за дополнителни респираторни вежби или респираторна физиотерапија. Ова е нешто што е распространето во светот. Само се очекува време кога тоа ќе биде нормално распространето и во Македонија, ако може да кажам, за да може побрзо да ги лекуваме нашите пациенти. Така, што е клучно и исклучително важно. Ние во нашата болница, напомнав и претходно, скоро 25 години работиме респираторна физиотерапија. Во идеална соработка со нашите специјалисти во диагностички центар и сите пациенти кои што имаат буквално респираторни потешкоти во различен тип, нели, она што ќе го процени, што ќе го диагностицира докторот, се дава препорака за респираторна физиотерапија и тоа не прави различни. Апсолутно. Брзината на третманот, значи да, точно е дека понекогаш факт е дека медикаментозната терапија, фармаколошката терапија има своја предност и свој приоритет, но таа може да биде и комбинирана со респираторна физиотерапија.
со нешто што го забрзува процесот на Целиот тој закрепнување процес ќе биде на многу пациентот. побрз. Колку време може да се користи овој поттикнувачки спирометар? Видете, најчесто додека состојбата се третира, би требало да се користи самото помагало или респираторните вежби. Јас многу често на моите пациенти кои што имале ателектази, кои што се создадени, да кажем, после некаква кардиохируршка интервенција што е очекувана, им препорачувам да ги работат тоа во наредните неколку месеци, заради тоа што зборам месец-два, неколку, кога на тоа мислам, заради тоа што тој тип на пациенти се подлежни на респираторни инфекции. Така да би било доста добро да спроведуваат и респираторни вежби за да ги избегнат евентуалните респираторни инфекции. Во овој период, да кажеме, на грип, на ваков тип на респираторни, да речеме, инфекции, би било правилно, би било соодветно дома некој да се погрижи за своето здраве. А оние кои што имаат бронхопневмонија или пак кои што имаат бронхитис, што од тоа што го набројавте би било пожелно да го практикуваат во домашни услови? Сето од ова што напоменав од постуралната дренажа. Значи имаме пациенти кои што имаме, да речеме, зголемено количество на белодробен секрет. Тоа треба да се евакуира, треба да се ослободи, значи треба да се исфрли буквално. Таму би се применувале делот постурална дренажа и вибротерапија. Може би кај некои од пациентите кои што нема толку голем, да речеме, секрет, кој што е нешто минимално во градите, но треба да се подобри белодробниот капацитет, му се даваат препораки за респираторни вежби. Респираторните вежби со помош на поттикнувачиот спирометар е само дел од вежбите. Има други дополнителни респираторни вежби, како што се, да речеме, вдишување со подлабок инспириум, ограничување на издишувањето, да кажеме, со пролонгирање на експириумот со задржување, со цел да се направи отварање на алвеолите или на долните дишни патишта, за да спростри, да имаме циркулација на кислород и да се направи соодветна размена на гасови. Да нема застој на, да речеме, кај пациенти кои што имаат емфизем, се создава еден застој, да речеме, на CO2 и на јаглерод диоксид, и тој влие во размената на гасовите, така да на овие пациенти кои што имаат, да речеме, нарушен еластицитет на дишните патишта, е потребно и да им се помогне да направат и респираторни вежби, да им се помогне да го исфрлат заостанатиот секрет со помош на инхалаторна терапија, да се надрзнат. Но има пациенти, да кажеме, како што се ателектазите, освен овој тип на вежби, кои што им е, да речеме, кои што директно се бара од нив максимално да се вклучат, се применуваат и други типови на вежби, како што е, например, со примената на машина за дишање, ако може така да се изразам, која што има посебен модус, тоа е всушност неинвазивна механичка вентилација. Терапија со позитивен притисок преку маска? Со континуиран позитивен воздушен притисок. Познато е преку интернет, луѓето може да најдат како CPAP терапија, CPAP терапија, ако не CPAP е всушност правилното изговарање. Тоа е всушност континуиран позитивен воздушен притисок, со кој што се сподесуваат соодветни параметри на самиот уред, со да кажеме, во кој што во моментот на издишување, кога пациентот издишува, чувствуваат отпор поради тоа што има континуиран позитивен притисок. Има параметри, сега да не ја оптоварувам емисијата со советни параметри, значи имаме ПИП кој што е параметар кој што се поставува на самиот уред за да може пациентот да има едно континуирано отварање на белите дроби, да нема повторно слепување. Знаете, кај пациенти кои што имаат, да речеме, ателектази, тоа е слепување на белодробието. Кога се инсуфлира кислород, се прави отварање на белите дробови, но доколку тоа не го ограничи, тоа повторно се враќа назад на нула, ако може така да се каже. Затоа правиме еден ПИП, тоа е позитивен крајен експираторен притисок, се подесува, да кажеме, на 5, тој може да оди до 20 како физиолошка состојба. Значи, во овој простор веќе даваме можност да има соодветна циркулација на кислород во долните дишни патишта и да се направи соодветна размена на гасови, така всушност ќе се подобри периферната сатурација, нели она што е што го мериме со пулсниот оксиметар, еден параметар кој што ни ја покажува состојбата на нивото на кислород. Овој уред ги скенира буквално преку кожата и ни ја кажува да кажеме нивото на кислород во крвта.
еден многу едноставен, да кажем, уред кој што за жал беше многу познат за време на пандемијата, скоро сите го имаат веќе во домашни услови. Сите научивме што е тоа. Сите научивме нели како се користи. На едно прирачно средство за секој физиотерапевт доколку се бави со ваков тип на пациенти, со ваков тип на респираторна физиотерапија или доколку работи со пациенти во клинички услови. Ќе го вклучиме гледачот со прашањето, ќе му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, имам 71 година. Така. Прележав Делта Плюс и после тоа ми се јавува наутро интензивно кашлање со исплукување на една плувачка со меурчиња бели и тоа отприлика во колку две лажици супени, едно 6-7 пати ќе ми се повтори и се смирува. Ноќе негде околу 1 сат, еднаш 2 пати шлаемче ќе исплукам. Сега ме интересира. Да, се ќе прашам. Одам на пулмолог, алерголог. Што знам, там спирометријата тешко можам да обавам, не можам тоа да дувам во. Кога сум на одмор на море, не кашлам наутро. Кога е чист воздухот во Скопје, исто наутро не кашлам. Пошто е многу често нечист, секогаш кашлам. Ме интересира дали оно апаратче со топчињата би ми помогнало. Така, само кажете ми, ако добро ве разбрав, прележавте корона, по прележувањето на короната ги имате овие проблеми, така? Да, тогаш ми се јави тоа и еве 3-4 години и од тогаш ве пратат овие, ве следат овие проблеми? Користам за во уста пумписата, наутро со 2 паха и навечер, меѓутоа не ми поминува постојано. Така, па ви интересира дали би можела оваа физикална... Да ми помогне на апаратчето со топчињата и каде можам да го купам, да го набавам од таа смисла. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли респираторна физиотерапија да помогне во ваков случај? Ковид беше во прашање, така како што слушнав. Пред неколку години прележала гледачката Ковид и од тогаш има некаква хронична состојба после прележувањето на Ковидот. Ковидот е респираторен, нели, создаде многу респираторни проблеми кај пациентите кои што еве очигледно се следат и понатаму. Дали може да и помогне? Претпоставам дека може, затоа реков треба да има и препорака од самиот доктор, затоа ги мотивираме еве докторите да препознаат дека постои респираторна физиотерапија и да им на пациентите да им дават и препорака. Јас ќе поканам гледачката да дојде во нашата болница да направи консултација со нашите лекари, се закаже преглед. Врз основа на тоа што ќе го добие како предлог, ние ќе ве спроведеме терапија. Вака искрено по телефон не би можел да дадам некој советно. Да, би било добро да се вежба. Според мене, на таква количина на белодробен секрет кој што кажа господјата, треба да се прават, да се спроведе респираторна физиотерапија. Односно терапијата со маска преку маска со позитивен притисок. Дали таа секога се прави во амбулантски услови или пак може да се спроведе и дома? И да, и не. Сега ќе ги разјасниме двете работи. Терапијата со интермитентен СИПАП или со континуиран позитивен воздушен притисок, кај пациентите кои што претходно ги спомнав, како што се рековме, ателектази, хроничен бронхитис, белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, пациентот по добиената препорака од докторот би требало да ја спроведува во амбулантски услови, бидејќи тоа се најчесто пациенти кои што може да имаат и проблеми со ниска периферна сатурација и би било добро да се мониторираат. Точно е дека некои од пациентите така живеат, можеби со години, да речеме пациенти со ХОП имаат ниска периферна сатурација до 83,4 и така функционираат со години и не се можеби не се ни свесни за состојбата. Да, но кога стана збор за влошување на состојбата, тогаш е добро тоа да се спроведе во амбулантски услови. Третманот може да трае отприлика од 5 до 7 дена, со време трајање некаде отприлика од 20 до 30 минути, во зависност од тоа што се ќе се комбинира. Доколку има потреба од искашлување, значи да речеме да впредување на пострална дренажа со перкусија и инхалација, нормално ќе се зголеми време трајањето, можеби на 1 час како третман. Во домашни услови, да, може да се спроведува и тоа најчесто е популарна кај пациентите кои што имаат слип апнеа или
ноќна апнеа, ако може да се преведе во текот. Во текот на правилно. сонот кога престануваат да Кога дишат во еден престанува момент. да дишат, кај ноќната апнеа, значи во Тоа е текот на поврзано ноќта, со хрчењето. поврзано е со хрчењето. Тие пациенти всушност прават определена пауза, ако може така да се кажеме, од процесот на дишење, кој што може да трае понекогаш и некоја минута, кое што е опасно доколку е континуирано како процес и во последно време кај овие пациенти, во последно време со години, можем да кажам, значи тоа во светот е нормална процедура, всушност Фондот за здравство во западните земји на пациентите им дава апарати во кои што спроведуваат ваков тип на терапија во текот на ноќта. Во моментот кога пациентот ќе направи апнеа, уредот се вклучува и му помага да го спроведе дишењето. Со помош на континуиран позитивен воздушен притисок. Така да во однос на прашањето да и не, бидејќи овие пациенти имаат проблем во текот на ноќти, доколку имаат свој уред, многу лесно може да го користат, бидејќи тоа се уреди кои што се направени за во домашна употреба, без некое соодветно знање на пациентот, со параметрите, да кажам, ги мести самиот доктор или физиотерапевт и му се дава препорака да си го користи во текот на ноќта додека спие. А каква е таа терапија со кислород? Кислородната терапија е она што сите можеби сте го виделе по болниците кога се користи се става можеби сте виделе назална сонда, сонда која што се користи во носот. Кислородната терапија е доста скапа терапија, имајќи предвид кислородот не е ефтин медицинскиот кислород кој што се користи во болниците или кој што се купува за во домашни услови. Тој може по неколку начини да биде достапен. Најчесто познатите цилиндри или така наречени кај нас боци со кислород за во домашни услови кои што имаат определен капацитет во зависност со тоа колку е голем цилиндарот кој што ќе се набави, додека пак во многу попрактични се всушност концентраторите за кислород кои што го повлекуваат воздухот од атмосферата и произведуваат кислород до 96%. Тие може да бидат од 1 до 5 или од 1 до 10 литри, во зависност од потребата и препораката од докторот. Значи, биќе сепак кислородната терапија е терапија и за таа одлучува докторот кога ќе има потреба да се примени. Работата на физиотерапевтот всушност во целата приказна е доколку постои можност пациентот да го одвикне од кислородната терапија. Или пак во ситуација кога имаме влошување да може да му ја примени кај таквиот пациент кој што веќе била дадена насока. Претпоставам дека тука е потребна поголема внимателност кога станува збор за кислородна терапија. Апсолутно може да има и голема несакани внимателност. ефекти. Секако терапијата, како и секоја друга терапија, како што кажавме, таа треба да биде соодветно дозирана и администрирана. Кај определени, речеме, состојби, се знае точно зошто и се применува. Например, кај ателектази, всушност, кај сите состојби респираторни, кислородната терапија се применува заради хипоксија, значи намалено ниво на кислород. За да се превенираат дополнителни компликации од недостигот на кислород, се администрира кислородната терапија. Таа може да биде спроведена, например, во низок и висок проток, во зависност од потребите. Во домашни услови најчесто се оди на нискиот проток до 5 литра максимум, на различен начин. Дали е назална сонда или е Хадсон маска или она маска зелена што сте ја виделе. Секоја има своја различна примена. Назалната канила има капацитет до 4 литра, додека маската го покрива капацитетот од 2 до 10 литри. Имаме гледачи. Ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се извинувам, јас сега се уклучив со телевизорот и не знам дали ќе сум употен баш од темата. Ја имам само еден бел дроб, едниот ми е изваден. Добро. И почна да ми се јавува убрзавање почна да ми кута јако срцето. Од куцаите ми дојдоа до 150 и сега ми ставија апарат, че мислам она песмейкер, како се вика, да ги намали од куцаите. За сега е добро. Иначе онколошки случај сум, не примам хемотерапија. Каква физиотерапевтот, како би ми препорачал? Пешки одење или нешто така слично, што би ми рекол? По вашиот случај, што би било пожелно како физичка активност и дали може некоја форма на физиотерапија да се применува? Ви благодарам за вклучувањето во програма.
И исто така многу важен сегмент е физичката активност кај пациентите со респираторни заболувања. Кога зборуваме за респираторните вежби, многу често нели сега во моментот збориме за да кажеме за инспириум, за експириум, за вежби со потикнувачки спирометар, со вежбите кои што ги спомнавме со интермитентен сипап, но мора да се каже кај пациентите дека всушност може да се спроведат и физички активности, физички вежби, буквално со развижување на горните екстремитети за да се вклучат и респираторните мускули или да се активира самиот граден кош. Сега, да му одговорам на пациентот, јас сметам дека доколку пациентот го има нормализирано ритмот, дали тоа со медикаментозна терапија и со пейсмейкерот, за тоа да се исконтролира, да, тој може да се спроведува и респираторни вежби со потикнувачки спирометар, за да го одржува здрав белиот дроб кој што му останал, и да се спроведуваат пешачење за почеток, со цел да се зголеми физичкиот капацитет на самиот пациент, но се до тоа да биде со едно умерено темпо, под контрола, би било добро да биде со некого, да не биде сам. Сето ова е советување преку телевизија, би било добро за ова да се видиме во амбуланта, да направиме да создадеме добра анамнеза, да ги видиме сите тие параметри и да се направи еден добар план. И да се направи еден добар план како всушност може да се подобри квалитетот на животот. Пред да преминеме какви вежби се добри за дишењето, ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, се слушам. Добар ден, во програма сте, повелете. Ајде, поздрав до докторката и докторот и до водителката. Благодарам. Цело време ве слушах со другиот пациент. Види сега, јас после ковидот многу тешко некоја не усетив кога ме ковидот фатил. После 10-15 дена некоја тешка кашлица и дојде до крварење на беѓето. Од тоа крварење веќе немаше место, па ме примија во пулмологија, таму се веќе 2 недели. Од ковид веќе не бех позитивен. И тоа крварење ден по ден, се потешко дишење и на испитувањето користа спирива диагнозата, не мога да ви ја прочитам од тие кај матичната докторка резултатите, користа спирива, фостер и аминофилин. Редовно и користа веќе тие сите години, некое подобрување немам. Првиот пат правено ми тие сите бронхоскопи, снимки, не мога да ви прочитам на сега резултатите кај ми. И сега, што викахте пешачените, сега пред това 70 години сам, пред това стално физички одење, дури по цел ден одех, се ме оделезве. И од тука и се потешко. Сега мислам дека мога да ода, стана до 200 метра, не мога повеќе да ода. Така. Мислам да се движи и такова. Тешко ми оди бява докторот нешто савети, тука и тешко крварење, тоа крварење се повторува на повеќе пати. Така, денешниот гостин е дипломиран физиотерапевт, значи не е доктор, не е пулмолог. Денеска зборуваме за респираторна физиотерапија, па во случајот на гледачот дали можат некакви вежби да помогнат. Не разбрав точно што е диагнозата, но мислам дека пациентот не беше сигурен која му е диагнозата. Мислам дека вака физичката активност е еден многу важен сегмент при третманот на респираторните болести. Факт е дека пациентите мора да се движат и треба да се движат. Доколку има потреба од консултација, колку што разбрав, нема подобрување на состојбата после ковидот, јас можам само да ја советам да дојде да се закаже преглед кај нашите пулмолози во нашата болница, да се направи соодветно да се провери каква е состојбата и да се даде предлог дали всушност можеме ние никако како физиотерапевти да и помогнеме. Друго не знам што би можела да кажам. Бидејќи немавме соодветна диагноза, не разбрав точно што е диагнозата. Не знаеше гледачот која е диагнозата. Споменавте дека постојат одредени вежби кои што можат да го подобрат дишењето и се поврзани со горниот дел од телото. За што се работи? Најчесто тоа се движење на вежби за раце, ако може да кажам, за горните екстремитети со цел кои што се синхронизираат со вежби за дишење. Значи, вака, например, во одредена позиција на телото, може да биде стоечки, во моментов веќе седиме, ќе се пробам да покажам, доволно е да се направат вежби со вдишување длабоко, во кој што ќе се подигаат, да кажеме, и рамењата нагоре. Со цел да се отвори градниот кош колку што му може повеќе. Да се активира мускулатурата од рамениот појас, градниот кош,
за да се направи поголема експанзија на градниот Треба да се кош задржи и да се здивот? направи подолго време, да се направи всушност задржување на воздухот кој што сме го земале во моментот. И со ограничување на издишувањето, со прилепени усни да се издишува. Значи, се зема полека, бавно да се издиши Значи, воздухот кој длабоко што сме го вдишување вдишуваме. и полека всушност, ритмот на издишување. ритмот на дишење за кој што зборевме Плитко претходно. издишување всушност би било така? Не, ова е длабоко. Длабоко вдишување додека и пациентите- длабоко издишување. Длабоко вдишување добра. и полека бавно издишуваме. Значи сето на што сме го Добра. внеле во нас, да кажеме, од кислород, од воздух, треба полека, бавно, со прилепени усни да го издишеме. Во моментот кога издишуваме, всушност усните ни даваат отпор, со тоа всушност правиме и отварање на белите на дишните патишта во белите дробови. Идејата е да на крајот од издишувањето, после повторување од неколку пати, со компресија на рацете врз градниот кош Добра. и во една соодветна, да кажеме, позиција, во една ваква позиција да направиме искашлување, да она форсирана експекторација направиме да помогнеме секретот кој што се ослободил од вежбите, евентуално да го донесеме до горните дишни патишта. Во овој процес може да се вклучи дополнително физиотерапевтот, доколку се наслушне дека всушност пациентот е потешко за да го изфрли секретот, па се комбинира и респираторната вежба со помош на перкусиона терапија или она тапкање за кој што зборевме на почетокот, за да се раздвижи секретот до горните дишни патишта, каде што ќе се изфрли, да кажем. Сите други дополнителни вежби може да го подобрат физичкиот капацитет. Многу важна работа е дека доколку имаме слаб белодробен капацитет, не можеме да очекуваме дека ќе имаме и голема физичка кондиција. Она што го спомна гледачката последно, дека се чувствува во мирување дека може да се движи и да пешачи, но всушност не повеќе од 200 метра. Зошто? Бидејќи мора да се справи со проблемот кој што е респираторниот капацитет. Значи, би требало да се направи соодветно испитување, дијагнозата да се види кој е, доколку има потреба да полека да се воведе кон респираторни вежби, за да го зголеми физичкиот капацитет понатаму. И колку време обично траат сите овие вежби? Кога велите доволно е? Зборуваме во еден третман или зборуваме за колку долго ќе трае едно лекување, да речеме на пневмонија. Да. Една пневмонија може да трае 10 дена и 15 дена, се зависи од каква е состојбата и колку дали е тоа само на едната страна од белите дробови или на двете страни од белите дробови, како е процесот нели воспалителен во градите, во белите дробови. Но како еден третман, да кажеме, пациентот кога доаѓа во амбулантата, кај мене ние ги работиме пациентите од прилика некаде 45 минути од прилика, бидејќи се комбинираат сите овие работи за кои што денеска зборевме, сите сегменти од респираторната физиотерапија. Пациентите добиваат инхалаторна терапија, доколку примаат спреови од дадена препорака од доктор, правиме едукација како правилно треба да ги вземат спреовите и советот, мојот совет е за во домашни услови, оние кои што примаат терапија со спреови, дека тоа е инхалациона терапија исто така, претходно мора да направат прочистување на белите дробови, ако може така да се изразам. Значи, би требало да се искашлат, треба да го очистат грлото. Треба да, ако имаат секрет, треба да го искашлат тој секрет и тек тогаш, во такви услови, се применува инхалаторната терапија. Доколку им е потешко да изчистат, може да се направат една обична, така як викам јас, една обична инхалација со физиолошки раствор од 5 мл, со кој што ќе го навлажнат секретот. Нека направат и неколку вежби подоцна, со потекнувачки спирометар, нека искашлат, на таква чисто белодробие, тогаш се применува, да кажеме, оние спреови за кои што ги споменав. Мора да има еден редослед. Се друго е вртање во круг и многу често има пациенти кои што ги имаат сите спреови дадена како препорака, тоа е скапа терапија, исто така да се знае, но ако не се применува е залудно се. Ако не се применува правилно е залудно се. Во секое пакување има сликовито објаснето како треба да се применат тие и било добро сите да се придржуваат на тие препораки
за да може да имате ефект од лековите, бидејќи тогаш се доведуваме во една ситуација, бидејќи тоа се лекови кои што пациентите ги примат во домашни услови, докторот им ги препишува, пациентот оди во домашни услови ги применува лековите. После, да кажеме, 2 недели или 3 недели кога доаѓа на контрола, се жали дека нема подобрување. Треба да откриеме дали пациентот навистина правилно ги примал лековите. Така. Тука е улогата на физиотерапевтот да направи соодветна едукација на пациентот, да му даде соодветни насоки како да спроведува терапија, респираторни вежби, да му го помогне процесот на сопственото лекување. Така, за резултатите да бидат што подобри и што побрзи. За да очекуваме резултати, да, апсолутно. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за појаснувањата кои што се поврзани со респираторната физиотерапија, нешто што не ни е сосема познато. Научивме нешто ново. Добро, овде во овие услови тоа можев да покажам, да бидам искрен, но во секој случај ќе ми биде мило наистина луѓето да го разберат она кој што имаме за цел да го пренесеме како информација. 25 години во болницата се применува оваа терапија, јас лично ја работам 16 години, така да стоиме на располагање за сите кои што имаат прашања или консултации. Благодарам уште еднаш за гостувањето, ким се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска. Ова беше уште едно издание реализирано во соработка со приватната болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.